Мире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистарка. 100% живот. Па последниве денови поминавме тешки мигови. Кроз тие мигови мислам дека и пораснавме. Бевме заедно, научивме да победуваме. Такви мигови сигурно ќе не очекуваат и во иднина, но се надевам дека тоа е една шанса за успех и таа шанса нема да ја испуштиме. Не чекува една четвртфинална борба пред светското потајно, се надевавме да избегнеме Франција, тоа ни се деси, значи се е до нас. Имаме 2 дена да анализираме, да видиме како со Германија, без разлика на се, значи игра Германија и Македонија, не знам дали некоја сме ги добиле. Почнувајќи од Пелистер Лемго, па последна утакмица Магдебург Вардар и да не зборам кроз репрезентативни настапи. Се надевам дека на таа црна серија има крај и би посакал тоа да биде за 2 дена. Пред малку ги чувме реакциите и на германската јавност, и тие меѓу Македонија и Русија ја посакуваа Македонија. Дали на овој надпревар ќе ме префрлиме фаворитската улога и што тоа може за нас да значи? Може ли да биде некој дополнителен притисок за нашиот противник, а не за нас? Па првенствено мислам дека јас пред утакмицата кај нас во хотелот правевме некои математики и јас бев убеден дека Франција ќе изгуби од Германија не затоа што е послаб тим, затоа што Франција сака да оди на Маđарска во четвртфинале. Мислам дека ја бега Шпанија и Хрватска, мислам дека е таа математиката. Германија во секој случај е фаворит. Со кој екипа да дојди, таа има своји играчи, али ние имаме своји адути и мислам дека ќе најдеме сили и ќе славиме победа во Барселона.